Го следите денешното издание на Дневникот на К1 телевизија, каде ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. По повод празникот Василица, џоломарите во кавадаречките села традиционално ги избркаа лошите духови. Повик за средства од ИПАРД програмата во јануари за земјоделците. Лекарите советуваат, изнесете ги децата надвор и кога е ладно. Во кавадаречките села и годинава празникот Василица се одбележа достојно спрема традицијата. Познатите џоломари го продолжија обредот кој се пренесува од генерација на генерација векови наназад. Со нивното оро на сред село ги избркаа лошите духови, а истовремено донесоа берикет и благосостојба за годината што настапи. Вековната василичарска традиција за бркање на старата година и пречек на новата и годинава се одбележа во кавадаречките села Ресава, Бегниште, Сопот, Дреново, Возарци и други. Повеќе мина жители од селото, преправени во исконски страшила, наречени џоломари, го продолжија обредот кој се пренесува од генерација на генерација векови наназад. Џоломарите со исцрнети лица, мустаки од овча волна, со наметки стари повеќе години и ремен на половината со наредени клопотарци и звонци, обредно со џоломарска игра на сред село, која е проследена со драмски и комични елементи, исполнета со магиски дејства, имаа за цел да го истераат лошото, а истовремено да донесат берикет и благосостојба за годината што настапи, како во семејството, така и на земјоделските површини. Како и секоја година, ноќта на 13 во селата се палат огнови, при што децата, преправени во мали џоломарчиња, дефилираат околу огновите. Во утринските часови на 14 возрастните џоломари го започнуваат своето паганско џоломарско оро на сред село. Групата тргна од куќа на куќа, во дворовите тропаат со клопотарците, а домакинките ги даруваат со брашно, месо, вино, ракија и други плодови. На крај тие заеднички се собраа и направија гозба од даровите, а со парите купуваат маски за наредната година. Се смета дека овие маскирани групи се организираат со цел да ги избркаат лошите духови што шетале во 12 некрстени денови од Божик 7 јануари па до Богојавление 19 јануари, се е во контекст на раѓањето на Исус Христос и неговото крштевање. Само со непосредно присуство на овој обичај може да се почувствува неговата вистинска моќ и веднаш да се разјасни дилемата зошто се задржал до ден денешен со истиот интензитет како што бил и во минатото. Повик за доставување барања за користење финансиски средства од ИПАРД програмата ќе биде објавен во втората половина на месецов, истиот ќе трае 45 дена. За да можат да аплицираат земјоделците, не мора да имаат земјоделски фирми. Може да се аплицира и како семејно земјоделско стопанство, вели Тони Тасков од Агенцијата за поддршка на руралниот развој. Во втората половина на месец јануари ќе биде објавен повикот за доставување барања за користење финансиски средства од петтата компонента на инструментот за предпристапна помош за рурален развој на ЕУ ИПАРД програмата за периодот 2014-2020 година од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. ИПАРД 2 програмата ќе трае 45 дена и ги повикуваме сите земјоделци кои што сакаат да аплицираат да се информираат во нашите работни единици. Тоа значи да ги припремаме со соодветни капацитети да имаат за другата година. Во областа на житните култури, како и во индустриските култури, земјоделците треба да имаат минимум 1 хектар, во областа на градинарството минимум 5 хектари, додека во областа на овоштарството и градинарството минимум 3. Доколку ги немаат моментално овие капацитети, може да ги имаат другата година. Значи треба да дојдат кај нас, да им објасниме кои култури, на кој начин, за да бидат спремни да аплицираат во јануар месец. За аплицирање не мора да имаат земјоделски фирми, вели Тасков, и додава дека може да се аплицира и како семејно земјоделско стопанство. ИПАРД програмата е комплексна и има 3 главни мерки:
потенцира Тасков. Највише што може да аплицираат и што сакаат е во областа на тракторите и приклучната механизација. Се нуди соодветно опрема, систем капка по капка и така натаму. Сега поддршката за разлика од претходно кога беше 50%, во старт истата е 60%, а во зависност од тоа дали апликантот е млад земјоделец или живее во планинско подрачје, поддршката може да се искачи и до 75%, додава Тасков. Инвестицијата минимум треба да биде 3000 евра без данок на додадена вредност. Во овој циклус, освен тракторите од Европската Унија, влегуваат и индиските и кинеските. Се превземаат мерки за поддршка на градинарството. И во 2017 година градинарите ќе имаат можност да ги добиваат субвенциите по 4 основи. Производство за отворено во пластеници во оранжерии, како и за продадениот зеленчук во домашните преработувачки капацитети, се основите за добивање на финансиска поддршка. Ања Василева ги има деталите. Градинарите и во оваа нова 2017 година ќе имаат можност да ги добиваат субвенциите по 4 основи. Финансиската поддршка ќе следува за производството на отворено во пластеници во оранжерии, како и за предадениот зеленчук во домашните преработувачки капацитети. Градинарите кои произведуваат зеленчук на отворено и во пластеници на најмалку 0,2 хектари имаат право на субвенција од 30.000 денари, а за лубеници и за дињи 6.000 денари по хектар. Дополнителни директни плаќања ќе можат да добијат производителите на домати, пиперки, краставици и нарежано цвеќе во оранжерии. Висината на поддршката од 90.000 денари по хектар е за производството продадено на домашен пазар или е извезено во странство во периодот од 1 јануари до 15 мај 2017. За зеленчукот предаден во конзервните индустрии од март до декември 2017 година се добива по 1,5 денари, а за пиперки и за корнишони по 3 денари за килограм. Реализација на проектот Затворен градски пазар е проектот кој што општина Велес го вбројува меѓу најзначајните проекти кои треба да се реализираат во 2017 година. Градоначалникот Славчо Чадиев, гостин во емисијата Отворено за, прави пресек на она што се е сработено во 2016 година, но и на позначајните работи кои ќе ги работи општината оваа година. Во 2017 година повторно изработиме доста проекти, поготово во инфраструктурата. Јас би набројал само неколку од нив. Значи, кои што се покапитални објекти. Тука рековме дека е градскиот пазар, кој што е број 1 во моментов што би требало да се почне да се работи. Потоа имаме идеен проект кој што е даден на ревизија и готова е ревизијата за уште еден кружен тек. Тоа е на влезот на Велеска и Башино село, каде што имаме тука, како да кажам, еден сообраќаен метеж во сегментот на влегување, излегување, продолжување на движењето и тука во моментот ги имаме најголем број на сообраќајни незгоди, што се дешава токму на таа раскрсница. Токму затоа, бидејќи му треба уште еден влез на градот, официјално осветлен влез кој што треба и кој што ќе допринесе за побезбедна комуникација на нашите сограѓани, бидејќи да кажеме дека почнувајќи од април па се до новембар, бројот на луѓе што го користат тој пат е исто како една пофреквентна улица во Велес. Луѓето што одат према Езеро, према Отовица, према другите населени места. Но и оние кои доаѓаат од Скопје со самото вклучување тука, тој е проект кој што вреди негде околу 4,5 милиона денари. Ќе го работиме заедничко со Агенцијата за патишта, но ќе го финансира општина Велес. Потоа следи уште еден инфраструктурен проект на барање на жителите на местната заедница Башино село, бараат надпатник, односно уште еден мост ќе направиме. Мостот ќе поврзува Башино село и гробиштата од другата страна на автопатот. Веќе се извадени сите документи, сме во завршна фаза. Македонија ја зафати поларен студ и ниски температури, кои предизвикаа многу од родителите да не ги изнесуваат своите деца од домовите. Но лекарите советуваат, изнесете ги децата надвор и кога е ладно.
бидејќи истражувањата покажуваат дека децата кои во зимскиот период се почесто надвор имаат поголем имунитет и ретко заболуваат од вируси. Снегот е најголемата радост за децата, иако многу малку уживаат во него. Со намалувањето на температурите, многу родители се плашат да ги извадат своите деца надвор од страв дека ќе се разболат. Парковите и игралиштата се празни, а децата повеќе си играат дома или во игротеки. Иако температурите се ниски, сепак лекарите советуваат децата да излезат надвор и да уживаат во снегот. А добро, и дечињата треба да се израдуваат на снегот, затоа што снегот го има само во зима и за нив представува нешто посебно, нели, доживување. А родителите треба да ги изнесат на снегот, меѓутоа тие движења, односно шетање да бидат, така да речем, ограничени, да не бидат подолго од половина час. Односно да бидат топло облечени дечињата со капа, со шал, значи директно да не вдишуваат ладен воздух, на ракпички, топли чизмички. Затворениот простор е предуслов за ширење на вирусите, вели доктор Снежана Петрова, а децата многу лесно се разболуваат. Колку повеќе излегуваат надвор, толку децата се поздрави и имунитетот е поголем. А индикатор дали им е ладно или не, затоа што децата не знаат да кажат ми студи, нели? И не знаат тоа чувство колку треба да бидат облечени или не, или дали треба да си одат дома или не. Индикатор за тоа е ладното носе, ладните рачиња, ладните стопала, значи родителот веќе треба веднаш да биде подготвен, да се го врати детето дома, значи во топли услови, за да се спречат нели евентуално овие лоши штетни ефекти што ги набројавме пред се, настинките се број 1 како еден штетен ефект од ладното време. Додека на запад се практикува и новороденче да се изнесува на ниски температури, балканските родители спротивно на тоа ги чуваат во затворени простории и ги облекуваат слоевито. Испитувањата покажуваат дека оние деца кои во текот на зимскиот период и на ниските температури се почесто надвор, имаат поголем имунитет и ретко заболуваат од вируси. По повод студениот бран доделена е помош на население од ранливи категории, кои се евидентирани во Центарот за социјална работа. На 13 семејства им се укажа хуманитарна помош преку акцијата спроведена согласно договореното на состанокот на Општинскиот штаб помеѓу Црвениот крст од Велес и јавната здравствена установа Здравствен дом. Волонтери на Црвениот крст и вработени во патронажната служба од јавната здравствена установа Здравствен дом од Велес посетија 13 семејства од ранлива категорија и им доделија прехранбени производи и кебиња. Акцијата се одвиваше согласно договореното на состанокот на Општинскиот штаб пред 3 дена помеѓу Црвен крст Велес и ЈЗУ Здравствен дом за заедничко дејствување за помош на ранливо население по повод студениот бран. Семејствата на кои им беше доделена помош се евидентирани во Центарот за социјална работа. Тоа се самохрани мајки со мали деца, многудетни семејства во неповолна материјална состојба и слично во Велес и населба Превалец, на кои итно им беше потребна хуманитарна помош. Стара нова година ја прославија Издруженијето на пензионери од Демир Капија, кој преку манифестација од културно-забавен карактер ја започна реализацијата на годишната програма. 2016 година е година во која пензионерите добија низа бенефиции, а со тоа се зголеми стандардот на пензионерскиот живот, истакна градоначалникот на Демир Капија Трајче Димитриевски. Пензионерите на општина Демир Капија ја прославија Стара нова година. Со оваа активност Сдруженијето на пензионери ја започна реализацијата на годинешната програма со која е планирано организирање на екскурзии во нашава земја, одбележување на државни и верски празници, учество на организирани спортски игри, културно-забавната манифестација Пензионерите пеат и на организираниот пикник на зелено. 2016 година е година во која пензионерите добија низа бенефиции, а со тоа се зголеми стандардот на пензионерскиот живот, истакна градоначалникот на Демир Капија Трајче Димитриев во своето обраќање пред присутните, додавајќи дека ваквите дружења придонесуваат за подобри пензионерски денови. Димитриев порача дека и во оваа година општината ќе реализира низа проекти со Сдруженијето на пензионери.
Присутните ги поздрави председателот на Сдруженијето на пензионерите Благој Кавазов, како и председавачот на Советот Петар Мојсов. Екстерното оценување за учениците од завршните години ќе се спроведува од 30 јануар до 3 февруар, информираше Министерството за образование и наука. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е на работна посета во Арапската Република Египет, а Државниот завод за статистика со нови истражувања за 2016 за земјоделството, трговијата и туризмот. Деталите за вести од Македонија во продолжение. Министерството за образование и наука информира дека екстерното за учениците од завршните години ќе се спроведува од 30 јануари до 3 февруари. Согласно одлуката за продолжување на зимскиот распуст, односно второто полугодие на учебната 2016-2017 година, да започне на 23 јануари 2017. Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар информираат дека процесот на екстерната проверка на постигањата на знаењата на учениците од завршните години во средното образование ќе се спроведе во периодот од 30 јануари до 3 февруари 2017 година, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска до понеделник ќе престојува во работна посета на Арапската Република Египет, каде што ќе учествува на форум на високо ниво во организација на Александриската библиотека и на Меѓународниот центар Низами Ганџави, што се одржува во Каиро, соопшти кабинетот на председателот. Иванов ќе се обрати на воведната сесија на форумот насловена Демократска безбедност во време на екстремизам и насилство, соопштуваат од кабинетот. На форумот учествуваат истакнати личности од општествениот и политичкиот живот, поранешни председатели на држави, премиери и министри. Меѓу останатите теми на форумот се тероризам и уставот, рамка за акција, тековни перспективи, мнозински муслимански држави, тековни перспективи, западни држави, меѓурелигиски диалог, случај Египет. За време на работната посета на Арапската Република Египет, предвидено е председателот Иванов да оствари средба со египетскиот председател Абдел Фатех Ал-Сиси. Државниот завод за статистика во 2016 година спроведе структурно истражување на земјоделските стопанства, попис на капацитетите во трговијата и угостителствата, анкета за странски туристи во сместувачките објекти и анкета за странски посетители, анкета на граничните премини. Резултатите од анализите ќе бидат објавени во првата половина од оваа година. На 30 јануари ќе излезат податоците за земјоделските стопанства. На 14 февруари оние за капацитетите во трговијата и угостителството, а во април ќе се соопштат резултатите од анкетите во туризмот. Приоритети на Државниот завод за статистика остануваат осовременување и поедноставување на прибирањето на податоците, како и поголемо користење на административните извори. Годишната статистика покажува дека веб страницата на ДЗС дневно има по 800 посети во текот на работната недела, а вкупниот број на прегледи по страницата е 1,1 милион. А што се случуваше во светот? Земјотрес со интензитет од 5,6 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во реонот на индонезиските Молучки острови. Земјотресот се случил на 23 км под морското дно со епицентар на 120 км во правец на запад, северозапад од островот Теранте, соопшти Американскиот геофизички институт. Нема информации за жртви или предизвикани материјални штети. Претходно земјотрес со јачина од 6,2 степени по Рихтер беше регистриран на 220 км југозападно од островите Фиџи, во јужниот дел на Тихиот океан. Останатите вести од светот во продолжение. Околу 550 лица биле спасени во неколку операции за помош на загрозени мигранти во Средноземното море вчера, соопшти италијанската крајбрежна стража. Во соопштението се вели дека околу 550 мигранти се спасени во централниот дел на Средоземното море во 4 различни спасувачки операции, координирани од крајбрежната стража.
Во операциите учествувале 2 пловила на крајбрежната стража, бродот Бетика на италијанските поморски сили, трговскиот брод Аквариус и брод на невладината организација SOS Медитеране. Мигрантите патувале со 4 гумени чамци. Околу 30 на цивили загинале оваа недела во воздушен удар насочен против регион под контрола на Исламска држава, тврдат жители на ирачкиот град Мосул. БТА пренесува дека локалните жители виделе како најмалку 3 ракети експлодираат во западниот дел на градот. Цел на ракетните напади најверојатно бил домот на висок представник на Исламска држава. Американски медиуми наведуваат дека оваа информација не е потврдена од друг извор. Очевидци велат дека не е јасно дали воздушниот удар е нанесен од коалицијата против Исламска држава, предводена од Соединетите Американски држави или од ирачките сили кои се борат против џихадисти. Делови од Мосул западно од реката Тигар која минува низ градот се уште се под контрола на џихадистичката група, а источните региони речиси целосно се под контрола на ирачките војници. Пронајдени се 155 килограми експлозив од страна на германската полиција, при што се уапсени 2 лица во местото Лаутеркен. Двете лица се обвинети за поседување експлозив и подготвување терористички напад. Лицата биле уапсени пред 2 недели, а веста е објавена денеска. Државното обвинителство сега ја проверува информацијата, според која 18-годишникот имал врски со терористичката група Old School Society, објави Шпигел за време на сослушувањето. Двајцата уапсени негирале дека планирале терористички напад, дека пронајдениот експлозив бил за приватна употреба, а себе се нарекоа викенд пиротехничари. Лицата се на 18, односно 24 годишна возраст. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди со можна појава на дожд и снег на повисоките места. Дневната температура од денес е во пораст и се движеше во интервал од 0 до 9 степени, а од утре ни следуваат и повисоки дневни температури. Па затоа заменувањето на поларните температури и зголемувањето на истите започнаа да го топат снегот и мразот низ улиците. Топлото време ги измами и граѓаните да излезат и да се прошетаат. Сепак препораките од лекарите се уште се на сила. Препорачуваат доколку е потребно да се излегува со топла облека, да се пијат топли напитоци и да се внимава на здравјето. Од редакцијата на К1 телевизија одлучивме овој дневник да го завршиме со дел од атмосферата, која успеа да долови нашиот снимател Александар Костов. Погледнате во продолжение, а од мене пријатно.